Вечер во Зенит започнува да ја живее својата приказна. Во него ќе има страници за мислата на секој оној кој сака да остави зад себе некоја порака, од најмладиот автор, кој има што да каже, па се до мудрецот со осланети коси, кој седи и мудро ги слуша малите дживджани, како што велеше Блаже Конески. Секојдневно сме носени од плимата која на брегот ни ги исфрла сите нечистоти, што од политиката, што од секојдневието, а уметноста е таа осека која што го смирува морето и ни го облагородува животот. Сиот вложен труд на авторите кои што се застапени во Зенит значи потреба да се издигнеме над ефемерното и да покажеме дека и навидом малите птици, младите птици, можат да создадат најубава песна. Идејата Струмица да добие списание, магазин, билтен или како сакате да го наречеме, за култура и уметност е идеја која веројатно е постара од сите нас, кои го направивме тоа. И веројатно многумина ја имаат размислувано до сега, меѓутоа од овие или од оние причини не можеле да ја реализираат. Не е ни чудо што постоела таква идеја и што постои, бидејќи овој град и неговата околина има дадено многу културни дејци, автори, творци, писатели, писателки, сликари, сликарки, драматурзи, режисери, фотографи, филмски работници, работнички. Некои од нив поставуваа, а некои се уште поставуваат парадигми во македонската култура, а би се осмелил да кажам и пошироко. И покрај тоа, и покрај постоечките театарски, филмски фестивали, ликовни колонии, поетски и други настани, сепак од овој град се уште немаше излезено едно кохерентно и посветено списание кое ќе се фокусира на културата и уметноста и науката.